наредните половина час и повеќе ќе разговараме со Софија Куновска, добро вечер. Добро вечер. Никола Пановски, добро вечер и за вас. И Самуел Малчевски, добро вечер. Добро вечер. Ги гледаме првичните резултати, сега имаме конечно што да анализираме. Претходниот блок бевме малце зиромашни со информации, тенденцијата е помалку или повеќе јасна како се движи, дали овие резултати ве изненадуваат? Па, мислам дека се во рамките на очекувањата на јавноста, било кој што малку повеќе имаше увид во тоа како се одвиваат состојбите во кампањата, кандидатите во политичките партии, можеше да го предвиди овој резултат. Она што е нејасно е вкупната бројка на излезени бирачи, како ќе се распредели по политички партии. Тоа ќе биде, претпоставувам, многу значајно за да партиите направат сериозни анализи и донесат некакви заклучоци дали одат во вистински правец или не. По мене, покрај лошиот резултат кој што ќе го доживее СДСМ, мислам дека овој резултат би требало да ги замисли и партиите кои што се дел од актуелната власт, бидејќи моите очекувања се дека нивниот резултат ќе биде значително полош од оној на минатите избори, минатата година, што веројатно ќе треба да предизвика некакви корекции во... Мислите и во власти и во опозицијата? Да, мислам дека самата излезност, која што е малку пониска, упатува на еден заклучок дека постои незадоволство од правецот во кој што се движи државата, а покрај, како што реков, лошиот резултат за СДСМ, тоа е знак и дека политиките кои што ги води актуелната власт исто така не се политики кои што доаѓаат на задоволство на поголемиот дел од гласачкото тело. Професор, истото прашање за вас и дали очекувавте можеби поголема излезност, имајќи предвид дека минатите локални избори се одвиваа во специфични услови за време на ковид кризата? Да, тоа е точно. Секако очекува барем 15% повеќе, особено што во јавноста по социјалните мрежи цело време се зборува доста со овие две партии, 35 години не уништија. Дури и молчат од партиите да кажа нешто. Се извинувам што ќе ве прекинам, бидејќи во живо програмата мораме да отидеме одма во пресконференцијата на Стефче Јакимовски. Нашата општина во глобала ова беше фер и демократски ден и голем чин за граѓаните на општина Карпош, освен во населеното место Злокуќени, каде што мислам дека после изборите после овој прв круг треба посериозно да се позанимава обвинителството затоа што имаше предизборен подкуп. Влегуваме во втор круг. На 40% изброени гласови, кандидатот на владеачката партија води со 266 гласови, значи тоа е готово пата ситуација. Јасно изразена волјата на граѓаните на општина Карпош, значи гласовите, опозиционите гласови се скоро дупло во однос на владеачката ВМРО-ДПМН овде во Карпош. Посебно сакам да им се заблагодарам на моите против кандидати на фер и демократската кампања, пред се на господјата Маја Мојсова, максимална коректна кампања имаше, на господјата Невена Георгиева, исто така, која што имаше максимално коректна кампања, се потруди максимално корисно да се прикаже за граѓаните на општина Карпош, како и на кандидатот на Левица Антонио Димитров, кој беше исклучително фер во ова изборна кампања, зашто сум бескрено благодарен, затоа што сметам дека така се води изборна кампања. Да кажеш што имаш да им понудиш на граѓаните, да ги кажеш своите проекти без било какво омалажување на против кандидат. Сето тоа за мене беше значи и за нив еден голем тест, но во исто време овој испит го... Професор Стефче Јакимовски е од вашата коалиција, дали овие информации дека ќе одат во вториот круг се добри за вас? Па да, ако е мала разликата, мислам дека треба да победи, се очекува да победи, бидејќи мислам дека гласовите од кандидатот на Левица, независниот кандидати од СДСМ ќе одат за Стефче во втор круг, што нема да биде ни прв. Зашто се толку убеден дека тоа ќе се случи? Па мислам дека исцрпени се кандидатот, бледиот кандидат на владеачката партија,
кој немаше никаква кампања и никакви идеи, мислам дека немаат кај да излече повеќе гласови, дека мислам ќе победи Јакимовски со 2-3 гласа разлика. Добро. Поред проценките од терен, бидејќи таму и живеам, ја Карпуш и центар сум на граница. Јасно. Кратка анализа на резултатите до сега. Па видете, по мене се очекувани. Ние имаме секогаш имаме тренд дека локалните избори има помала излезеност од 6 до 8% визави парламентарните избори, но ова се и ще дополнително во споредба со 2021 има околу 2% помала излезеност. И ако ги следите сите анкети кои што се објавува изминатиот период, очигледно беше дека вечерва ќе имаме ваков изборен резултат. Со тоа што не би се сложил со некои од констатациите на професорот Пановски, не беше гледа кампањата, мислам дека имаше добри идеи, но мене ме радува тоа што имавме мирен изборен ден. Јас сакам да им честитам на сите граѓани дека конечно полека како општество зрееме. Институциите беа на ниво на задачата, ќе видиме ова што го шпекулираја, дали ќе го процесираат неког, дали било исправно или не, но во секој случај мене ме радува тоа што денеска денот помина како што помина. Добро, што е за вас најголемо изненадување, да речеме од овие, дали е тоа Струмица, дали е тоа прогласувањето на победата во Чаир веќе? Па видете, ако ги следите анкетите или ако го гледаме трендот на раскива кај ВМРО ДПМН, се очекуваше дека ќе победат и во Струмица. Сега ќе видиме они СДСМ вика дека Неготино победува, Мадик вика нешто поинаку. Мислам дека ќе изгубат и Неготино, може евентуално во центар да се надеваат на победа. Еве Карпош ако успее Стефче да продолжи со непринципиелната коалиција понатаму, може ќе победи, но во секој случај генерално ова е сериозен удар за СДСМ ако продолжат. Со непринципиелна коалиција со кого? Па Левица, па не знам, ова сите ги пофали освен на некој што го победи вечерва на изборите. На сите им се заблагодари освен на кандидатот кој што победи вечерва на изборите. Но знаете како тоа е штен. Од него не очекувам ништо ни помалце ни повеќе. Добро, а дебата ве повикувам доколку некој не се согласува, некој сака нешто да додаде, слободно да се вклучува. Знаете што, јас би додала дека не верувам дека граѓаните од утре ќе живеат поубаво од она што го живеа до вчера. Тоа секако оди на сметка на политичките партии, кои што и во оваа политичка кампања покажа дека за кандидати во најголем дел, зборувам за кандидати за градоначалници и советници, ги поставија своите лојалисти, а не луѓето кои што навистина можат да донесат некакви суштински промени во нашите локални средини и да се занимаваат на поинаков начин од тоа што досега се занимава локалните раководства. Тука на некој начин би ги издвоила. Еве, да не бидам, да не генерализирам и да просто сакам да ги одбележам некакви добри примери за мене со својот настап, односно со начинот на кој што се обидоа да ги освојат гласовите на своите граѓани, се издвоја можеби, иако за медиумите малку по мој вкус занемарен, тоа беше носителот на листа за град Скопје на ВМРО ДПМН господинот Димитровски, Даме, кој што беше можеби единствениот човек кој што понуди системски промени во градот Скопје. Сите други кои што ги гледав во текот на кампањата се надпреваруваа со проектчиња кои што се невозможни ако системски градот не се постави на поинаква основа. Во таа смисла, можеби и кандидатот за градоначалник на Скопје, Амар Мециновиќ, покажа еден поинаков пристап кој што го издвојуваше од останатите кандидати во однос на енергичноста и на ангажманот кој што го покажа во своите јавни настапи, што не значи по дефиниција дека би биле успешни на местата за кои што аплицираат, но сепак мислам дека се разликува во голема мера од најголем дел од, сигурно има и други примери, но овие еве ми влегоа во фокусот, кои што би можеле да ги постават работите на еден поинаков начин. Благодарам, Ајде да видиме малце само на кратко. За Даме би се сложиле, кој што за кандидатот на центар Герасимовски би се сложиле дека има сосема поинаква кампања од сите. Она што мене не ми се свиѓа тоа што, например, неискрениот однос кој Амар Мециновиќ го имаше према нас, жителите на Скопје.
Ако ни пред 4 години викаа дека кога ќе се кандидира за градоначелник треба да си поднесиш оставка во собрание, овие избори заборавија на тоа. Ако стварно веруваа дека ќе победа, требаше двајцата кандидати на левица за градоначалница си поднесат оставки и да се такмичат. Јас ако би бил така би постапил. Тогаш ќе имам искрен однос према граѓаните, ако ја добијам нивната поддршка, да бидам, ако не ја добијам поддршката, ќе речам окей, не заслужувам да бидам ни пратеник. Само тука не можеме да се сложиме во тој дел, зашто не гледам искрен однос. Не така, тоа мене ми личи ко седење на две столчиња. Ваму сум си пратеник, ќе се пробам за Скопје. Знам дека нема да успеам, ама ќе пробам нешто да направам, ако не пак ќе се вратам во Господин парламент. Мачевски, нашите мислења не се спротиставени. Нашите мислења евентуално би можеле комплементарни да бидат. Пак некако да се недополниме. Да, во однос на кампањата. Во однос на кампањата, така, дека така. прозвучи поинаку неговата кампања од останатите, а во однос на ова што го говорите, сосем се согласувам, тоа е недостаток Политички можеби. коректно. Да го направи политички Така, коректно. Или така. политички искрено према своите Така гласачи, е. жителите на Скопје. Па не само према своите, и према потенцијалните гласачи кои што би Така, гласале за апсолутно. него. Да, Пановски го слушнаме пред малку од другиот крај на студиото Александар Николовски, кој што кажа дека очекува Орце Ѓорѓиевски да победи уште во првиот круг и колку тоа ако се случи, ќе му даде една поголема комоција во состојањето на својот тим за работа, имајќи предвид дека од условно кажано од коалиционите партии без поддршка Добро, ќе збориме за изненадување кој анкетите кажува. Јас не можам да поверувам дека после што му се случи на Скопје, со единствена кривица на ВМРО ДПМН, лошиот избор на градоначалник и 4 години да не се најде во интерес на граѓаните ништо заедничко, дека они ќе победат, поуште во прв круг. Меѓутоа, така граѓаните го гледаат очигледно на голем дел на граѓаните. Поважна му е партијата отколку градот. Може 4 години. Градот може и да пропадне, меѓутоа партијата да победи по секоја цена. За жал, иако имаше голем избор, граѓаните останаа дома. Значи имавме многу квалитетни независни кандидати, како што е професорот Горан Марковски, како што е Билјана Ивановска. се извинувам што е И ме прекинувам, интересира- повторно на кај вас се падна пресконференцијата, се извинувам, ќе продолжите. Владо Михајловски од ВМРО да помане. Во некои општини СДСМ е трета партија. До сега веќе се одбраа градоначалници во Кисела Вода, во Охрид, во Радовиш, во Берово, во Ѓорче Петров, во Газибаба, во Пекчево, во Делчево, во Прилеп, во Битола, во Гевгелија, во Сопиште, во Штип, во Велес, Бутел, во Аеродром, во Јагуновце, во Вевчани и на многу други места. Гласовите се пребројуваат, а резултатите укажуваат на водство. На прагот сме на убедлива победа во Струмица. Орце води убедливо за Скопје. Бројките ги собираме и ве молам да бидеме прецизни. Во однос на споменатите нерегуларности од страна на СДСМ, ќе го кажам следново. Разликата е толку убедлива и огромна, што нема простор за ваквото алиби на СДСМ, со кое сакаа да се оправдаат од изборниот дебакл. Изворот и причините за својот дебакл треба да си го бараат во сопствените редови. Што се однесува за ДОИ, очигледно дека се декласирани. Али ќе има време да си го анализира својот пораз. Оваа победа е резултат на многу работа, посветеност и одобрување на политиките кои ги водиме. Македонија избира да оди напред, а не да се враќа назад. Благодарам Македонија, благодарам за историската победа. Повелете ако имате прашање. Благодарам. Се уште ги собираме резултатите за град Скопје. Орце води 5:1, 6:1 во многу средини, но ги очекуваме набрзо прецизни бројки ќе добиете. Очекуваме дека ќе биде историска победа и за Орце, но накратко за брзо време ќе ви ги дадеме точните бројки и прецизни. Тоа беше пресконференцијата на Владо Михајловски. Професор, уште еднаш извинете што ја прекинав, а Добро, последното што го кажуваше во контекст на тоа Да, значи имаше независни, за жал имаше премногу. Имаше луѓе што не заслужуваат на листа заради тие два подписа, што ја разводнуваат работата. Во Скопје има 19 листи, многу тешко им е на граѓаните да се снајдат за кого да гласаат на тој лист кога има толку кандидати. Тие нема да влезат, евентуално ако се случи негде независен да влезе во втор круг, тогаш шансите му се големи без разлика колкава ќе биде разликата. Ако во втор круг влезе некој од СДСМ, а разликата е голема, тешко дека има капацитет да ги прибере останатите.
Така да треба да ги видиме советничките листи дали овие избори, кај што сите очекуваат дека ќе има некој нов трета опција или нешто што ќе се изроди трета опција, ќе имаат повеќе гласи отколку што има на 21 година. Тоа, значи, колку ќе повлечат овие што ги спомнав, колку ќе повлечат некои помали партии гласови, дали ќе има доволна сила да може евентуално да се обединат утре да бидат позначен фактор во општеството и да сменат нешто. Очигледно според бројки, ако прво левица ќе оди, ако СДСМ 21 имаше 12, сега може ќе има 9, левица може да има и 7 или 8 од сегашните 4. Меѓутоа ме интересира независните и помалите партии, кои минатите избори има 4, тука ја рачунам ЛДП Дом тогаш, и Зелен Хуман град, ќе имаат повеќе зборам за град Скопје, а истото важи пред се за Карпош и центар кај што има Да барем според податоците од кандидати и се разбира овие што се во Карпош со Стефче, речено ќе биде поголем број на советници. Колку ќе повлече? Ние можеме сега да правиме паралела, зашто и 21 ако се сеќавате, имаше многу независни листи, зборам од спек на листи. Дали ќе добијат повеќе гласи од тогаш? Професоре, согласно на падот на излезеността на овие избори, не верувам дека и анкетите претходно што беа, независните беа во рамки на околу 4% по сите анкети, 4,3 4,1%. Не верувам дека нешто ќе повлечат. Надвор од Скопје, ова што го споменавте вие тука негде, и евентуално вреди да се спомени Битола, зашто таа иницијативата поинаку беа сериозни во своите настапи изминатите 4 години. И резултатите тоа го покажуваат. Според првичните информации што се од ВМРО ДПМН за Битола е дека практично тие се втора поред, барем за сега, со 1533 гласа, 1479 знаете како малце меѓу знаете како Александар, додека не видиме над 30% обработени зборуваме за податоци, тенденцијата, апсолутно тогаш така. веќе можеме да зборуваме дека некако се стабилизирани бројките и да се гледа како е трендот. До 30% можеме само да Да, шпекулираме. меѓутоа ќе земат Ама ќе земат, ќе третина влезат во совет, совет, може да не, земат, ќе влезат. четвртина совет, е веќе фактор. Реално е дека ќе влезат во совет зашто имаат тренд на некаков си раст. Така да мислам дека пак клучната распределба во советите ќе биде ВМРО ДПМН, кој што очекувам дека ќе има многу повеќе советници него 21 по сегашните резултати. Советниците на СДСМ некако ќе се распределат помеѓу СДСМ, знам не смееме да го заборавиме во општините и левица и ќе видиме што можат независните да прилечат во овој момент, бидејќи да бидам искрен, по изминатите 4 години тие независни листи некако не се покажаа со иницијатива. Дали можеа нешто да направат? Не може, да бидем искрени. Добаре можеа да имаат иницијативност, да држат пресконференции, да бидат некакво видливи, присутни, ради тоа што беа во советите на град Скопје, на некои од општините. За жал ние не видовме од нивна страна некаква проактивност и затоа можеби и мојот скептицизам е дека на нови избори нешто би можеле да Добро, како општествен индикатор е тоа што овие независни листи се побројни и повидливи на овие локални избори, барем до сега? Па првата работа која што ја детерминира ваквата слика е тоа што изборниот законник остана со празнина за начинот на кандидирање. Сметам дека од една крајност во друга крајност се отиде, од максимизирање на условите за можност за кандидатура, сега се сведе на 2 подписа, што мислам дека не е сериозно, па повторно тоа мислам дека ќе оди на рака на големите политички партии. Она што пропуштивме да го кажеме е дека навистина мора да обратиме малку внимание на тоа дали ВМРО ДПМН за вкупната ситуација во градот Скопје мора да си ја понесе својата одговорност. Делејќи се разбира со господја Данила Арсовска, сепак на крајот и ова нова прераспределба по советите која што гарантира повеќе места да бидат застапени со советници од ВМРО ДПМН, ако се следи овој пример, не гарантира подобри околности за средување на состојбите во единиците на локална самоуправа. Еве, впрочем, во градот Скопје тие има мнозинство, многу користеа за блокада, така што не знам дали по дефиниција мнозинството советници во советите значи и бенефит за граѓаните. Добро, тука може да се надоврзам, бидејќи оваа политика донесе министер или двајца, донесе пратеници на тие советници блокатори, донесе директор на ИЈЗ и последниот гувернер.
Така. И на крај како шлак на торта денеска вечерва Донесе народот ќе ги градоначалник. награди со уште повеќе советници и градоначалник може би у прв круг. Што поише да коментирам, мислам тука можам знаете- само да занемам. Но знаете како беше она реченица, народот е во право дури кога греши. Очигледно дека во оваа понуда која што има моментално ВМРО ДПМН, народот препознава нешто повеќе него во сите останати понуди, па затоа и е поддршката. Ние не можеме да го спориме она што Орце Ѓоргиевски го направи во кисела вода изминатите 4 години. Ние не можеме да спориме дека професорот Даме водеше на прекрасна кампања. Човек кога би посакал да води кампања, тоа би било тоа. Зборуваме за човек кој што е истакнат, признат стручњак во струката, кој што реално понуди добри решенија за град Скопје. Но, Што фалеа на Ристо Пенос? но, Решенијата. но, вие Ако веќе кажуваме за кампања, ама се јас да не. терам. Очигледно Знаете- граѓаните не ги носител таму. препознале бидејќи не го гласале. Господине Малчевски, јас сум малку постара од вас, не е за Повозрастна фалење. да кажеме, Повозрастна. да минеме. Не е можеби за фалење на телевизија, но сепак паметам едни времиња во кои што граѓаните препознаваат дека на Сојузот за Македонија треба да му дадат 83 пратеника, ако добро ме служи Мислите кога ВМРО меморијата. ДПМН се повлече од изборите? Да, но тоа Не ако- само ВМРО и Демократска И партија. да, коалицијата што Значи, беше... наша коалиција и Лјупчо Ристовски, Пенов и јас бевме кандидати за Но- пратеници. Така беше во право. 94-та. заклучокот што произлегува од тоа е дека на ВМРО ДПМН мора да му стане јасно дека најбрзиот пат до неговата пропаст е апсолутната власт која што во моментов тој веќе ја добива. Историски гледано апсолутно сте во за право. ВМРО ДПМН повеќе нема оправдувања. И ако успеа, можеби, Данела да ја прогласат за виновник единствен за состојбите во град Скопје, која секако си го носи дамарот на тоа дека е виновник делумно, сепак мислам дека од денес натаму за ниту една позиција во државата и за ниту една состојба ВМРО нема да може да се вади на никого. Видете, знаете како, тоа не е само кај нас историски гледано, вие ако имаме една народна поговорка, тешко е да се стигне до врвот, уште потешко е да се обстани таму. Сериозно ВМРО ДПМН во следниот период го чекаат многу предвизи со кои што треба да се соочи. Но ако гледаме изминатава година и пол што и како било, гледаме дека имаме некаков линарен раст на бројките или на успесите на ВМРО ДПМН позади нив. Па дури и градоначалниците се откочија со помош на централната власт и почнеа да работат. Сега, наметнаа стандарди кои што ќе треба да ги повторат и да ги подобрат. Ќе видиме колку ќе успеат во следниот согласиме. Јас период. не знам врз основа на што ги вадите овие заклучоци, кои се тие бројки кои што Видете ви бројки Државен укажуваат. завод за статистика, Народна банка. Ако има бројките сериозни на бројки. поддршка сега на овие избори се покажат дека се значително во десетици илјади подолу од она што беа лани, ова теза Не се За споредливи за локални момент ја избори. прекинам оваа полемика. Колегата Јован Ѓорѓовски ми сигнализира дека има нови податоци од Државната изборна комисија. Јован, повели. Александар, како што кажате во дебатата, веќе 1/3 од гласовите се преброени, односно имаме 35% преброени гласови или 640.000 гласа се преброени за градоначалници од 1444 изборни места. Тоа е 41% од изборните места. Тоа што е интересно што СДСМ за сега според податоците има водство во центар, во само малку. во Чучер Сандево. Богданци, Зрновци. Во неколку општини во центар 504 гласа за Горан Герасимовски, Билјана Ивановска 314 гласа, Мирослав Лабудовиќ 341 глас. Понатаму има водство во Лозово со 101 глас за СДСМ, 76 гласа за ВМРО ДПМН, 5 избирачки места се пребројани од вкупно 9. Има водство во Чешиново Блешево со 4 од 4 избирачки места, 573 гласа за СДСМ, 383 за ВМРО ДПМН. Понатаму во Зрновци 94 гласа за СДСМ, 92 за ВМРО ДПМН, ова едно избирачко место, премногу се блиску гласовите. Во Конче 83 гласа за СДСМ, 69 за ВМРО ДПМН. Богданци 942 за СДСМ, 788 за ВМРО ДПМН и Крива Паланка
1491 со 1296. Во сите останати општини од каде превладува етничко македонско население во водство е ВМРО ДПМН. Ќе одвојам неколку градови, еве Штип 887 гласа за СДСМ, 3750 за ВМРО ДПМН од 23 избирачки места. До сега преброени 10.000 гласови од вкупно 40.000 пријавени гласачи. Кавадарци Митко Јанчев е во водство со 2497 гласа, СДСМ има 450, Велес 1542 за СДСМ, 7673 за ВМРО ДПМН. Битола 8381 за ВМРО ДПМН, 2642 за СДСМ. Тука има и повеќе кандидати. Група избирачи Габриела Илиевска има 3501 глас, односно повеќе има во моментов од СДСМ. Охрид 1923 за СДСМ, 5758 за ВМРО ДПМН. Ова е од пребројани 18.000 гласови, односно 40 од 40 изборни места. Кичево е интересна трката. 2199 за Фатмир Дехари, 1842 за Фатмир Лимани и Александар Јовановски од ВМРО ДПМН 5075 гласа. Интересно е тоа што коалицијата вреди, доколку се погледнат општините во западниот дел на државата, е во водство во Тетово. Билјалка сами има 14.000 гласа, веднаш зад него е Бајрам Реджепи од Националната алијанса за интеграција со 11.000 гласа. Вреди водат во Желино, Брвеница, сега во моментов се промени, допред малку не беше така. Во моментов вода коалицијата Влен со 2048 гласа во Желино, за разлика од Национална алијанса за интеграција 1961 глас. Води и во Сарај. Во Сарај беше гласовите беа блиску до пред малку, но сепак тоа е и од 6 преброени избирачки места, односно 756 за Вреди, а 754 за Национална алијанса за интеграција. Дуи од друга страна пак води во Врапчиште, Гостивар, Пласница, Сарај, Пласница и Липково. Во Липково има најголемо водство од тоа што може да го забележам. 3119 гласа за Национална алијанса за интеграција предводена од ДУИ, за разлика од 1239 гласа за коалиција Влен. Во Струга пак Национална алијанса за интеграција има 4431 глас, Левица 1124 гласа и понатаму Менди Кира група избирачи 4143. Така да резултатот е доста блиску. Доколку погледнеме на ниво на градоначалник за град Скопје, се уште има многу мал број на пребројани гласови, но во моментов Орце Јоѓиевски е во водство со 8244 гласа, Каја Шукова 2060, Јамар Менциновиќ 2272 гласа. Александар, како што кажав, 1/3 од гласовите или 35% до сега се преброени, станува збор за околу 600.000 гласа кои што се преброени. Имате уште многу гласови да се бројат, меѓутоа веќе тенденциите, односно контурите на резултатите можеме да ги видиме. Куновска, ајде анализиравме за ВМРО, кажавте дека на една владеачка гарнитура според вас најкраток пак до неуспехот е ако има апсолутна власт, тука почнува да паѓа. Ќе видиме дали ќе биде така, ќе видиме дали се научени лекциите од минатото, меѓутоа што станува со СДСМ? Гледаме дека според 35% пребројани гласови и во Битола, една голема општина многу значајна, моментално се трета политичка опција, не се добри резултатите барем за сега за нив. Каков индикатор тоа е за условно кажано новото раководство на партијата? Значи, само да го заклучиме впечатокот за ВМРО ДПМН. Добре. Постои народна поговорка, а велат народните поговорки толку многу траат што не им се знае авторот, затоа што низ векови се потврдуваат дека малку власт малку расипува, многу власт многу расипува. Комоцијата што ја носи власта не носи добро за граѓаните. Што се однесува до СДСМ, мене ми е навистина искрено жал за една државотворна, сериозна партија која што идеолошки беше поставена
како неопходна на македонската политичка сцена да се случува ова што денес се случува. Ќе кажам навистина жалам, јас предупредував за состојбите во СДСМ уште кога бев активен пратеник. Но тогаш тоа го правев внатре во партијата. За жал, тогаш немав никаква поддршка. Времето како поминува, пак ќе кажам со жалење, констатирам дека ги потврдува сите мои стравови. Знаете како, ни овие резултати не сум убедена дека ќе го освестат актуелното раководство на СДСМ, кое што можеби и нема вистинска намера да носи победи за СДСМ. Мислам дека некако оној договор кој што беше помеѓу Мицковски и Зоран Заев за некаква соработка помеѓу овие две партии, некако тивко се случува. И слушам се повеќе шпекулации кои што велат дека председателот на ВМРО од ДПМН е пресреќен од ваквото раководство на СДСМ. Да, во следниот блок колегата Гоце Михајловска и Стефани Карамфиловска-Пановска, претпоставувам и таа ќе може повеќе што да каже на оваа тема. Дали очекувате со новиот совет да биде малце помирно во Советот на град Скопје? Работите да не многу сте го критикувале, интересни приказни за тоа што се случува таму сте кажувале. Дали можеме да очекуваме пофункционален совет? Па ја еднаш кога кажав, кога го навреди градоначалничката председател на Совет, кој нарече Хитлер, викам од ова ја не можам да смислам поголема навреда, така да ја дошол се чуеше у Советот, колку да имам фантазија, полошо, мислам дека не може да биде. Се надевам дека нема да се случи тоа да се повтори и дека ќе биде подобро. Дали ќе влезам јас лично во Советот, не знам, бидејќи тука само за градоначалници сега се надевам. Меѓутоа, секако мора да биде подобро, иначе нема више капацитет градот 4 години треба да го врати на ниво 21, па после да правиме се друго. За жал е таква состојба. Масеска во една минута, дали по евентуалната победа на Орце Ѓорѓиевски во прв круг, истото прашање што го постави Преска, ќе му даде една покомотна позиција околу состојбањето на составот. Народски кажано, нема на другите партии да им должи ништо и ќе може сам да си го тера тимот како што мисли. Во овој момент како што стојат бројките, мислам дека Скопје ќе има втор круг за градоначалник, зашто многу е малку обработените податоци од Димитриевски, Орце Ѓорѓиевски, има околу 36% од гласовите, така да со сигурност ќе има втор круг. Мислам дека Скопје после овие локални избори ќе влезе во едни помирни води, нема да го гледаме тоа што ни се случуваше по медиумите изминатиот период. Во однос на СДСМ, мислам дека џабе немаат научено лекцијата. Нивната прва пресконференција, место да си го признаат поразот, ни бараја алиби за поразот во другите и алиби да не се вие рековте дека е многу рано за било што и за анализа да правиме, не за пораз. Не, видете, бројките веќе сигурно говорат за дебакал на СДСМ на овие избори и мислам дека после ова помени очекувана оставка од Филипчи, од таа. Они имаа све промашено. Знаете како? Вие за Скопје да кандидирате човек кој што претходно бил министер за животна средина. А знаеме дека на Скопје најголем проблем е за загадувањето и вие како поранешен заменик и министер за животна средина ништо да не направите да се кандидирате за град Скопје, по мене тоа е политичка безидејност. Че вие не знаете каде терате, немате курс. За жал една државотворна партија која што споменавте се сведе на ниво на немам коментари за тоа. Искрено не верувам дека има договор помеѓу Мицковски и Заев, но ја кога би бил лидер на ВМРО-ДПМН, ја би посакал на ваква 30 секунди мораме завршуваме. Да, само сакав да додадам дека недостатокот на вистинска опозиција во оваа држава остава простор широк за во овие постоечки рамки во кои што е македонската политичка сцена поставена, раст за левица. Сепак, мислам дека тоа е еден правец на засилување на една радикална опција, која што гледаме низ Европа дека не заради тоа што се поддржани автентичните политики на радикалните опции, туку незадоволството од нивото на демократијата, нивото на борбата против корупција и криминал, незадоволството од идеолошките некакви позиции, небранењето на идеолошките позиции ниту на левицата, ниту на десницата, отвара
простор за засилување на една радикална опција. А ви благодарам на сите за учеството во вечерашната дебата. Сега одиме со еден краток блок на реклама и потоа продолжува Гоце Михајловски. Останете со Канал 5.